Добро вечер, почитувани, добрододовте во отвореното студио на Телевизија Нова. Обичаено, како што знаете, петок е ден каде што ги отвараме темите, како и претходно мојот колега Сотир Костов во своето осило. Еве, телевизијата живе, не може да рече дека не живе. Отворени сме за вас, од причина што вие секогаш сте на вистинската фреквенција, тоа е Телевизија Нова, која во сите изминати години телевизијата создаде голема позитивна реакција кај вас и заинтересираност како да до вистинската информација, бидејќи секогаш се трудиме да бидеме објективни и затоа заслужуваме и вечерва да останете нова фреквенција, следејќи го ова издание, кој ќе го третирам во очи на подпишувањето на така наречениот договор што аналитичарите го насловуваат како така наречен. Новинарска забелешка, ја ќе се придружам само со мал коментар дека октриран документ или документ по присила, за да се задоволат апетитите на поединци кои се спонзори на овој голем проект. Омен ест номен или името е се. Тоа е работниот наслов кој вечерва по ваша преференца, а моја задоволство ќе ја реализирам и ќе ја третирам со моите двајца еминентни соговорници кои ќе го задржат вашето внимание. Дозволете ми првен да го представам мојата десна страна, професор доктор Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија. Професоре, добро вечер и добродојавте. И Александар Станковски, аналитичар, за кого не би сакал повеќе да зборам, се кажува неговото име и презиме, кој заедно со професор доктор Јанко Бачев се доста актуелни и создават голем интерес кај сите вас во не само во изминат период, туку период назад, кога станува збор за и околу Република Македонија и нејзиното притисување. Или Шекспировата да се биде или не прашање сега. Јас прашањето ќе го поставам веднаш на двајцата, а тоа е дека утре поточно во Пресма треба да се подпише документ, реков таа новинарска, не моја лична новинарска, општа констатација, октриран документ, кој наликува на документ познат како рамковен договор, подпишан 2001 година, спонзориран од големите држави во светот. Дали сметате дека многу глатко ќе помине овој документ, имајќи факт дека рамковиот документ е наречен вид контроверзен документ, кој го нема на планетата Земја, со тоа што мнозинството се наоѓа како подстанар во својата куќа, а во овој случај и овој пат Македонија може да биде како кираџија во својот дом. Можеме со професор? Професоре, повелете. Па еве, како што кажавте, значи, исклучително лош документ за Македонија и за македонските национални интереси. Марионетската власт во Скопје веќе во тој очајнички обид да струши се што е македонско во изминатата година дена, практично настојува од корен да ја смени историјата и судбината на македонскиот народ. Е сега покрај тоа што е овој договор многу опасен за македонските национални интереси, покажува и едно класично непознавање на техниките на преговарање во меѓународните односи и на склучување на тие договори, бидејќи никаде нема договор каде што едната страна го ратификува на почетокот, а другата страна треба да го ратификува на крајот од процесот, бидејќи, како што кажа Зоран Заев, ги наброја потезите, рече првин ќе се подпише договорот, па после ќе следи известување на сите земји членки на Обединетите нации 193 дека Македонија прифаќа ново име, па референдум, уставни измени и некаде на крајот Грција треба да го подпише тој договор. И сега тука се поставува на хипотетичко прашање. Ние значи се ќе промениме во тие фази, што ќе се случи ако на крајот Грција не го ратификува тој договор, значи се паѓа во вода, се враќа на почеток, а претходно страшно сме се избламирале на меѓународната сцена. Замисле, дури ќе ги известиме и сите земји кои што не признале под уставното име, дека го менуваме името однапред, а во ситуација да дојде тоа да не се ратификува од грчка страна, тоа ќе биде голем срам, дали тоа ќе значи дека го рушиме тој драгоцен капитал од тие 140 земји што не имаат признато под уставното име, дали после ќе треба одново да ги молиме дека нема договор, дај викајте не пак Република Македонија. Значи еден страшно непознавање, али можеби тука тоа се работи намерно, бидејќи гледате во таа процедура на носење на тој договор, на водење на државната политика учествуваат, веќе слободно може да се каже, едни одродени македонци со изгубено национално чувство, кои што ги терат сите овие процеси за обезличување на Македонија и на македонците. И сега јас посебно сакам да кажам дека бидејќи народот е многу вознемирен, дека веќе е променето името, дека се е готово, јас сакам вечерва да упатам една
така посмирувачка порака дека ништо не е готово, потпишување на меѓународен договор не значи ништо во почетокот. Тоа е ние на една пресконференција пред 2 дена нарековме една приватна забава на Заев и на Ципрас. Значи самото потпишување не значи ништо и ние тоа како единствена Македонија, бидејќи сме дел од еден така поширок процес со кој што работиме да не се дојде до промена името, јас стојам на моето убедување дека Македонија нити ќе стане членка на НАТО, сега ќе добие покана, нити пак името ќе се смени. Значи ние тоа ќе го спречиме и тука особено сакам јавноста да знае дека бидејќи тие владени експерти и медиуми ја наметна тезата дека меѓународните договори се непроменливи, дека се дури и посилни од уставот, тоа воопшто не е точно. Меѓународниот договор, како и секој договор, може да се склучи, да се раскине и да се поништи. Тие прашања се регулирани со Виенската конвенција за договорно право, така да се склучи тој договор, сето тоа некоја една власт ќе го поништи дотолку повеќе што тој договор не само што е штетен за Македонија и македонците, него е спротивен и ништовен според меѓународното право. Не е и според домашното право, бидејќи тука е само телеграфски да нафрлам неколку работи. Според македонскиот закон за ратификување, склучување и извршување на меѓународните договори, јасно е кажано примарна надлежност за меѓународните договори има претседателот на републиката, а владата склучува меѓународни договори по исклучок. И точно е наброено таму во кои области може владата да склучува меѓународни договори, тоа се економијата, енергетиката, културата, спортот, науката, такви области. Така, значи во овој домен претседателот има примарна надлежност, значи тоа е еден момент. И втор момент, според меѓународното право, за да биде еден договор валиден, треба да биде склучен од надлежни органи и треба да има дозволен предмет на преговарање. Во случајов Зоран Заев не е надлежен орган да го склучува тој меѓународен договор, од причини што ги кажав пред малку, бидејќи владата нема таква надлежност и уште една причина е избран од собрание со кој што преседава нелегитимно избран претседател на собранието. Тоа е едниот момент и за да биде договорот според меѓународното право валиден, треба да има дозволен предмет на склучување. А тука гледаме предмет на договорот е името. Според меѓународното право за име нема да се преговара. Името е прашање на внатрешните околности и на внатрешната надлежност, а не на меѓународното право. Така да тој договор и по тој основ ништовен, има недозволен предмет на договарање, така да и формално правно земено тој договор е ништовен, така да сега они веќе гледаат. Има една засилена активност од меѓународната заедница и покрај овие неправилности што ги кажувам, сега сакат на брзина веќе да го избуткат тој договор, да го потпишат и да направат на ситуација слична како со Тала Џефери. Демек го избра нелегално, помина време, народот заборава и нема да се случи ништо. Овој пат нема да се дозволи тоа, така да веќе само да повторам, нити Македонија ќе стане членка на НАТО, нити ќе го промениме името. Господин Станковски. Истото прашање. Па еве, господинот Бачев тоа навистина екстензивно, на широко и наделго го представи. Мислам дека навистина овој пат ја преда онаа црвена линија која ја има народот во своето битие и дека сега фактички го предизвика македонскиот народ. Може би народот кој е во Република Македонија е веќе на некој начин до некаде обработен со еден политички терор кој се врши врз патриотските структури во државата, но мислам дека многу повеќе македонци има во диаспората. Тие се посебно погодени од ова случување. Тие живеат во сосема поинакви услови, тие не се до тој степен тероризирани, нормално секој систем тероризира, само идеалната анархија не тероризира, но за тоа треба неверојатна свест. Меѓутоа ние збориме за реал политика и за емоции. Значи за колективното битие на народот. Мислам дека посебно се погодени со овој договор малцинствата и нашите емигранти, а нив ги има на милиони. И на исток и на запад. Мислам дека нашата емиграција ќе превземе драконски чекори, бескрупулозни чекори во смер на екстремна субверзивност во однос на плановите и екзистенцијата на оваа влада. Секако владата не може да даде субститут нити геополитички, нити стратешки, нити економски, нити општествено правен. Значи на сите планови тие доживуваат пораз. Во економијата гледаме драстичен пад на сите параметри што означуваат напредок. Тие се под стандардите на една статус-кво позиција.
идат, мислам, надоле. Мислам дека реалната позиција на македонската економија дека таа е веќе во мала рецесија и иде све повеќе и повеќе. Што се однесува до другите аспекти за кои збореа, например, реформите на правосудниот систем, тоа е катастрофа. Тоа што го гледаме сега е навистина прогон на ниво на една јужноамериканска хунта. Така да оваа шарада, овој циркус што ни го прават на надвршен политички план во смисол дека ќе има нешто, Елдорадо ќе дојде, Шангрила ќе дојде, само вие бидете кротки и мирни и прифатете го ова, прифатете да се обезличите и ќе почне да течат медови млека по Вардар или со други зборови ќе имате плати како што се во Германија или Холандија. Тоа се све балони кои сме ги виделе до сега полно пати. Они веќе трет пат се на власт и знаеме како владеат, само овој пат се најлоши од сите постави до сега, од сите нивни тимови, сега се најлош можен тим што било кога играл за таа политичка клика. Во секој случај има тука многу парадокси кои може да се анализираат надолго и на широко. Но едноставно би им порачал дека се ставија во ужасна ситуација. Не во смисол на следните месеци, година или две од нивното можно владење или од тој политички процес што ќе се одвива во Република Македонија на план позиција-опозиција. Кога зборам опозиција, зборам за сите сили кои ќе се здружат во еден сенароден фронт за да му става точка на сето ова, зашто не е во прашање само СДСМ и ДУИ. Тоа се слаби играчи, немаат никаква структура, но позади е длабоката држава со која треба да се бори сега македонскиот народ и сите прогресивни, сите патриотски сили во него. Сакам да порачам дека она што они го воспоставија сега за иднината е катастрофално по нив. Они самите се стигматизираа како предавници на еден народ. И како времето ќе проаѓа, тој мит за предавството ќе станува све поголем и поголем и поголем. И на моменти дури ми е жал што поради нивната неразумност или поради некоја политичка алчност за моќ или за финансиски средства, алчност да се владее, се ставија во една трагична позиција. Да бидам искрен, и за волја на вистината поканев и од власта да присуствуваат на вечерашната трибина, имајќи факт дека овој форум, отворена програма, отворено студио, нема никош да биде собрачен во една насока. Тоа ветив и ветувам и натаму, но за сега не идеме на разбирање дека претпоставам дека во блиски иднина ќе дојдат. Како и да е. Говориме за тоа што е најсуштествено, значи не е тоа лична наша приватна тема или журка, како што професорот спомна, туку сепак една отворена програма, да говориме за суштествени работи, и тоа е омен ест номен, или што би го превеле името ни е се. Професоре, видовме дека вие сте председател на политичката партија Единствена Македонија, која направи ребрандирање, да речам, на постоечката, Народно движење на Македонија. Добивте еден колку позитивни, може би, да речам искрени новини и негативни, и други поинакви коментари, зашто Јанко Бачев отварува политичка партија близко до Русија или копи-пейст на партијата на Путин. Еве, во ова прилика ве замолам за една експлицитна информација. Прво, дали Русија го сврте грбот на Македонија? Беа информации во медиумите дека со потпишувањето на овој договор зелено светло даде и официјална Москва. Наводно на средбата Коцијас Лавров беше и така истакнато дека Русија ја поздравува овој чекор и посакува и натаму да се движат во позитивна насока. Прво за едното и за второто. Ќе одговорам и на двете прашања, значи точно како што кажавте, ние на седница на Централниот комитет на Народно движење за Македонија од 21 јануари годинава донесовме така две битни одлуки. Првата беше во иднина да настапуваме под нов назив како Единствена Македонија, и втората одлука нашите залагање за стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија. И сега што е битно, од тој момент ние сме секојдневно на терен. Со нашата, да ги истакнем нашите пределби, бидејќи гледате сега во Македонија практично сада само воведе еден медиумски мрак во тие национални телевизии кои што ги има под контрола таму со нив. Така да ние повеќе нашата работа акцентот го даваме на терен и во таа насока што е многу битно тука да кажам, ние сега
27 години ни покажуваат некои анкети стално дека Македонија е 80-70% за НАТО, за Европска унија и сега слободно можам да кажам вечеров дека тоа било една голема лага. Значи тоа биле едни наменски анкети, едни анкети правени по порачка, бидејќи ние на теренот сега гледаме друга слика. Ние гледаме едно огромно расположение на народот за прифаќање на нашата идеја. Тоа секојдневно го гледаме на теренот. Така да и ние веруваме дека ќе успее ова наша идеја, без разлика што го прават тој медиумски мрак во земјата. Ние детално ја образлагаме се наша идеја во таа насока, еве камерата, ако може да види денове, пуштивме еден проглас во државата, зошто стратешки сојуз со Русија и зошто членство во Евразиската економска унија. За почеток сега го поделивме овој проглас во 100.000 примероци по државата, така да луѓето масовно ја прифаќаат нашата идеја. Сега зошто ова наш пресврт? Тоа единствено ние се водиме од националните интереси, бидејќи ние сме длабоко убедени дека државата, опстанокот на државата, името, територијалниот интегритет може да го зачуваме само во стратешки сојуз со Русија. Сега ова што го кажавте денове, тоа беше гледате една голема лага на пропагандата. Не е точно. Русија како официјална држава го демантираше преку амбасадата во Скопје вчера. Даде официјален демант. Значи тоа беше една голема лага дека Лавров се согласил на промена на името, го поддржал договорот, што дури на таа голема лага, кој што кажа, беше испровоцирана и самата држава Русија да реагира преку амбасадата во Скопје. Така да тој спин го направија тие соросидни медиуми во државата, тие платени и корумпирани новинари кои што 27 години ја шират таа лага за Македонија, а ставот на Русија останува непроменет. Русија е за името Република Македонија, за територијалниот интегритет, за суверенитетот на државата, але во исто време, јас сега тука да упатам една порака до македонскиот народ, дека да не очекува дека Русија ќе бидат поголеми македонци од Македонија. Значи ние треба сами внатре состојбите како македонци мора да го спречиме ова зло што не го прават 27 години овие НАТО државите, овие големи сили под водство на НАТО. Така да значи Русија стои за територијалниот интегритет на Македонија, за името, и ова што вчера беше наменски така пренесено, беше испревртено од средбата на Коцијас и на Лавров, дури уште повеќе во тоа соопштение, ако го видите интегрално, таму јасно Лавров му вели дека Грција да не влегува во некоја непотребна авантура, да склучува договори за кои што нема поширока поддршка. А поширока поддршка јасно дека во Македонија нема за тој договор, што планира да го склучат Заев и Ципрас. Јас, ако ми дозволите, ја спомнате руската амбасада, се замолам режијата. Има еден интересен, не е тоа клип, да, тоа е еден сегмент од починатиот претседател или првиот претседател на Независна демократска република Македонија, господин Киро Глигоров, кој 2010 година упатил порака токму од руската амбасада во Скопје за и околу Македонија и какви се апетитите на големите сили за незиниот територијален интегритет и суверенитет. Режи, одиме со изјавата. Сите сакаат да ја пригребат Македонија. Па не може. Ќе се бориме до последен човек, ама нема да може. Да, тоа беше изјавата на господин Киро Глигоров, дадена во 2010-та и слушнавте пораката дека се големи апетити, сите сакаат да ја нема со еден збор. Ме подсетува на една карикатура која ги имавме во учебниците по историја. Македонија окупирана од сите четири страни. Напротив, не сакам да звучам параноично или да речам антисоседски настроен, напротив, соседот е поблизо од родениот брат, ако да бидеме начисто јасни, доколку има чиста намера и има чиста совест кон собствениот сосед. Како би го коментирале се тоа од првиот човек на државата, 2010-та, кој за жал даде една нестречна изјава 1994 или 5-та за CNN дека сме дојдени зад Карпатите. Да, тоа е опровргнато. Значи тие тези за доселувањето на словените кои се иницирани се од многу места, но искористени се, да речеме, некои византиски изворници кои не се доволно добро обработени, а потоа германската историска школа го иницира тоа преку Дройзен, еден нивни воен историчар, веројатно под големо влијание на нивните геостратегиски апетити, го афирмира тоа и го бетонира во контекст на науките кои се појавуваат во 19 век, тогаш се појавуваат
одреден број природни науки. Тие се појавуваат уште пред тоа, но добиваат академски статус веќе во 19 век со успоставувањето на граѓанските системи после француската буржојска револуција и после на некој начин секуларизација на општествата, значи една демократизација на науките кои претходно биле и уметностите секако кои претходно биле само за аристократите, нели? Но сега и буржуазијата влегува во тоа и едноставно се прави некој исторопис, историски опис на нештата, но свето тоа во контекст на една геостратегија, каде што тој концепт го прифаќаат западните држави, пред се Франција и Британија, и они застануваат на тезата дека во 7 век имало доселување на словените од зад Карпатите, и тоа масовно, кај Острогорски, например, врвен византолог, кој пишува во еден момент, вика, го преплавија Балканот. Но за тоа нема никакви докази. И со години и години, со децении и децении, а би рекол веќе 2 века, има, значи, научници кои спорат за тоа. Например, еден германски научник кој имал огромно влијание во Русија во 19 век, има спор со Ломоносов околу тоа каде русите се... Мислам, тој живеел од германско потекло бил, но во Русија живеел. Знаеме дека за време на Петар Велики, а подоцна на Екатерина Велика, се импортирани многу стручњаци од разни области од Западот. Значи, инженери, научници, филозофи, уметници и така натаму. И тој спор се одвивал. Значи, русите, православните, биле на став дека тие се дојдени од Балканот, преселени на тие краишта. Дури и во таа светата книга на руската историја, која е огромна книга, која е како некој шифонер од 2 метра, дебела е метар и нешто, кој има, мислам дека 17 тома се во неа. Првите 3 тома се за нивната мајка, света земја од која произлегле, а тоа е Македонија. Во Русија, например, има илјадници повелби од Александар Македонски, од македонските лордови, тоа кнезови, или ако сакате, војводи кои се бореле во таа кампања азиска. Се работи за тоа што целото доселување, значи фертилизацијата, словенската фертилизација на тој евроазиски простор, кој денеска го прави Русија, мислам као најголема држава во тој дел и на светот воопшто, е всушност едно колонизирање од Балканот. Не само од македонците, да речеме, или денешните срби, бугари, кои порано биле тракици, илири и така натака, туку и од атинјаните. Значи, знаеме дека Одеса е колонизирана уште од 4 век од страна на... имало хеленски колонии, имало македонски колонии, има тракиски колонии, илирски колонии. Така да, цел тој свет таму, тој руски свет, прво Киевска Русија, нели, која се создава во почетокот, е всушност еден емигрантски бран од Балканот кој дошол така. Подоцна, како, нели, е окупирана Македонија од римљаните, уште еден бран. Потоа со наездата на хуните, на татарите, уште еден бран. Со наездата на монголите, уште еден бран. Потоа со наездата на турците, уште еден бран. Тие бранови не иделе само кон североисток, тие иделе и кон северозапад. Значи, македонецот си има распрснато низ цела Евроазија, сега зборам од Пиринеите и од Британија до Владивосток и тамо, носејќи својата култура. И затоа и Путин му рече на председател Иванов дека од вас ни дојде писменоста и верата. Знаеме за принцезата, за кнегиња Олга и нејзините синови Глеб и Владимир, кои станале првите официјални христијани во Русија, и знаеме колкава била дијацезата на Охридската архиепископија од Бари до Киевска Русија. Значи, томосот за руската црква, за нејзината автокефалност е токму даден од Охридската архиепископија. Да. Значи, врските се страотно битни. Така да не верувам дека Русија би можела да го пушти овој дел. Мислам, не и се деси еден пех со Црна Гора. Русите инвестира огромни средства во Црна Гора, во тој крш, но ете, благодарејќи на таа мафијашка влада на Џукановиќ, успеа некако да ги спакуваат работите. Сега ние имаме исто една сумнителна влада, нели, криминогена, по својата етиологија.
тоест поминатото што го гледаме. Така, имаме приказки, имаме наративи за нив, историја, и гледаме дека слично се случува, само овој пат цената е многу повисока. Црногорците сепак не ја продадоа својата душа, а ние треба да ја продадеме својата душа, зашто името е душа, е дадена од Господ. Таа е духовна, но всушност таа на некој начин се идентифицира со душата и тоа станува свест. Значи, кога имате душа и концепт, тогаш веќе имате свест, човечка свест. Men gave names to other animals in the beginning, long time ago. Значи, по правило би било God. Значи, Господ ги именува нештата. Но човекот ја превзема таа функција, посебно во времето на хуманизмот. Затоа сега можеме да играме вакви игри, како што игра, да речеме, длабоката држава, која е по дефолт е неолибералистичка и тотално сатанистички ориентирана, барем во очите на православниот свет. Кога збориме за конфликтот помеѓу Западот и Русија, тоа е конфликт помеѓу Христа и антихристот. Се сеќавате на онаа емисија кога зборев за оној круцијален момент во Библијата кога Понти Пилат излега, тоа е символ за меѓународната, нели? Ирод е символ за македонската влада, а тоа е колонијална влада, значи наместничка влада, од страна на окупаторот. Имавме двајца представници, така, едниот на слободниот свет, а другиот на мумонот, тоест на светот на агресијата. Едниот беше Исус, а другиот беше Бараба. И беше тоа понудено и 2016. Еве ви го Исус, еве ви го Бараба. Но народот со помош на зилотите, на сите тие мафијашки структури, нели, едноставно го изгласаа Бараба заедно со меѓународната, нели? И ние денеска го имаме Бараба како господар на политичката ситуација во Македонија. Затоа толку мачеништво на другата страна и таков прогон. Но тоа набрзо ќе се смени. Тоа секако ќе се смени. И тука е факторот Јуда, нели? Кој е чудниот манипулатор во сето тоа во позадина. Сега ова со името е токму предавството Јудино за 30 сребреника. Верувам дека се работи за некои финансиски бенефити што они сметаат да ги добијат, испостени после 11 години неможност така да дрпаат, иако владата на ВМРО здушно им даваше тендери. Не беа они дискриминирани. Барем што се однесува до овој уметнички сектор во која постојам, нели, живеам. Напротив, најголемите комади ги добиваа они. Но тоа не ги правеше срекни. Значи, они требаше да го добијат големото азно, така да ја добијат али бабината пештера. Како? Има ли доста голем бенефит од владата на ВМРО? Ја мислам дека има на неколку плана голем бенефит и сега гледаме дека имало бенефит во однос на чувањето на национален интерес апропо името, зашто имало овакви притисоци, но они успеа да ги одбијат 11 години. Но најголемиот бенефит е, мислам, во сферата на градителството и во запослување на 180.000 луѓе, нели, преку тие 100 и кусур компании што ги несоа во државата, и сега овие што идат, они што се пофалија дека имаат инкам, нели, од 235 милиона странски инвестиции. Па 135 милиона се од тоа Ван Хол, кој го донесе ВМРО, нели, во државата, и уште неколку компании кои се ВМРО-ски. Одма ми стана сомнително, се фали со 235 милиони странски инвестиции, а не ги кажува компаниите, нити па сечеа ленти. А беа па толку дрски, нели, да сечат ленти на ВМРО-овски проекти, тоест на минатата влада, да не биде тоа исклучиво ВМРО, пошто имало и други партии, помали и ДУИ, не знам. Меѓутоа, ете, исто така се случи со Смоквица, го држи година дена, ради, не знам, една бандера или што беше тоа, далековод, кој може да се среди во недела дена, го држи година дена, го тегне тоа и на крај на еден пагански начин така прославува онутра, забавувајќи се до бесвест, така на еден недоличен, би рекол, начин со чочеци и така. Значи, оваа карикатура, оваа гротеска е доведена до кулминација. Доведена е до неподносливост.
И мислам дека македонскиот народ ова веќе не може да го проголта. Зашто овој благотрпелив народ, овој прекрасен народ и вреден народ, интелигентен народ, кој има во себе капацитети да трпи, што е врвна човечка доблест, трпението е една од најјаките доблести. Мислам, самото христијанство е базирано на трпението. Веќе не може да трпи, ме разбирате ли? Не може да трпи веќе. Со оглед дека рековме дека вечерва ќе водиме темата за и околу договорот што се очекува се подпише утре во Преспа. Не случајно изјавата по ваше барање, почитувани, затоа не замоливте вие да ја емитувам за и околу господинот Киро Глигоров, кој вели дека, да ја парафразирам, дека нема да дозволиме да се распршка Македонија. Колку таа хипокризија денеска можеме да речеме дека е хипокризија или искрени изјави, имајќи факт дека ова што ни се случува се резултанта на нека политика која беше непринципијална кон Македонија и незиното постоење и обстојување во сите овие 27 години, особено за името, кој идентитетот веќе почна да се продава 2005 година, за кој Метју Нимиц во едно моите интервју веќе јасно кажа до 2005, од 2005 натаму веќе почнувало да се тргува и расправа за идентитетот. Па, ова сега што го гледаме, значи од актуелна таа марионетска власт во Скопје, тоа е еден континуитет на таа лоша политика што се води од 1991 година. Вие се сеќавате во тоа време, кога беше и Киро Глигоров, брзопотезно. После 2 месеца го смени уставот. Уставот се донесе ноември месец 1991, веќе во јануари месец го променивме уставот со тие два амандмани со кои се откажуваме од заштитата на националните малцинства. 92 значи промена на устав, 93 април промена на име, 95 промена на знаме, и Киро Глигоров мислеше дека со тие отстапки ќе ја импресионира таа европска јавност. И тие ќе се смилуваат и ќе не признаат, нели во тоа време водевме битка да не признаат, ама бидејќи Бадентер нели даде препорака таа комисијата за Словенија и Македонија, и наивно верувал тогаш Киро Глигоров дека кога ги прави тие отстапки ќе се смилуваат, и мене ми е многу чудно во тоа време ние направивме таква крупна отстапка да се согласиме на прием во Обединетите нации со име кој што е различно од државното име кој што го избрал народот, и во такви околности да не успеа барем да го сочува знамето. Тоа 16 крако сонце, значи се водела таа плашлива дефанзивна политика во тоа време, и сега и ова актуелна власт продолжува со тие отстапки. Гледате, Заев брзопотезно смени име на аеродром, на автопати, руши споменици на македонски револуционери. Еве сега прифаќа Јерга Омнес, прифаќа да менува устав, да ги извести земјите членки на Обединетите нации со новото име по референдум, а од друга страна, од грчка страна имаме само добра волја. Значи немаме Мора да упаднам тука со едно контрабрашање. Слушнавме дека грците, значи нема ништо во политиката, ќе се согласите со мене, од интерес е тоа нема љубов, значи има интерес. Значи грците употребиле 130 души, лица да речам, значи независно дали се Сириза, Неодемократија, ПАСОК, значи како лобисти или рибари што викам ја на пријатели ни светот да лобираат за Грција и за таа лажна приказна да речам, од 10 пати кажана лага станува вистина. Зошто ниту една политичка партија, ни едните, ни ВМРО, ни СДСМ, никоја не вклучија професионални експерти да употребат научната јавност, да направат стратегија понос на сите овие прашања, за да може светот да ја слушне вистината во вистинска смисла на зборот. Туку доаѓаме до ситуација кога се на власт една политика, кога се другите на власт друга политика, и сега ова доаѓа, че завршам, како лов во матно или ловење на капиталец. А капиталот се знае името. Јас баш тоа го спомнав, ние имаме страшен лош тактички привод во тие преговори или разговори за во спорот со името уште од почетокот, уште од 91 година, уште од тогашната власт, бидејќи, еве како што спомнав, значи ние брзопотезно ги истрошивме сите адути. Проверивме сите клучни работи. Дури одеше до таму 92 година во јануари месец кога го сменивме уставот со тие два члена околу заштита за националните малцинства. 49 членот и кога ги сменивме тие два члена, тука се види целата таа хипокризија што викате дека немавме, Киро Глигоров не ангажирал добар стручен тим. Еден тим, да кажеме, името не е само прашање. Тука има и лингвистика, и психологија, и историја, и меѓународен дел. Значи не ангажира еден стручен тим кој што ќе му дава совети. Како што за разлика од Грција, кој што цело време имате еден обемен така стручен тим кој што ги води работите, а во тоа време Киро Глигоров нашата надворешна политика ја води,
така да кажам, символи, еден и пол човек, Киро Григоров и Денко Малевски. Значи двајцата во неговиот кабинет договараа што ќе прават, а знаеме Денко Малевски и зашто се залагаше. Практично, значи, како резултат на таа поразителна политика и ги трпевме сите тие порази. Еве само еден пример да кажеме, кога ние го сменивме тој член 49, тоа таков ист член има и во грчкиот устав, кај што грците, мислам дека член 108, кај што грците во грчкиот устав пишува дека Грција ќе води сметка за грците по род во странство што живеат, значи за нивните малцинства во странство. И сега Киро Григоров кога го смени уставот, се сеќавам после година дена некаде во Нова Македонија имаше еден интервју и дури извика жалосно, вика, мене вика никој не ме предупреди дома, вика, ние тоа што го менуваме во нашиот устав, дека иста одредба имало и во грчкиот устав. И ако го знаевме тоа, ќе поставивме другачи, ама за да се знае тоа, надворешната политика не треба да се води адхок кампањски, него треба систематски со добар тим, како што кажавте, од сите области. Така да исто имаме и сега една ситуација, гледате во Македонија, гледате Зоран Заев, Шекеринска и Димитров. Тројцата не консултираат никој и сега дојде пред свршен чин, еве ви го договорот. Значи тоа не одава убав впечаток на меѓународната сцена, бидејќи и на меѓународната сцена државата таму не гледа единствено Македонија, ВМРО, ДПМН, СДСМ, ја гледа државата, а државата таму треба да зборува со еден глас кога се работи за националните интереси. Овие тројца си ја приватизираа, затоа не случајно се нареков ова забава меѓу Заев и Ципрас во врска со овој договор. Така да овие веќе се страшно значи влезени во тој така да кажам во тој маневарски простор дека мора се да променат, а кои се сега причините, мотивите, тие темни мотиви. Јавноста верувам дека нема да чекаме да поминат 30-50 години да ги дознае, верувам дека многу брзо ќе ги дознаеме кои се тие темни мотиви што ги тераат овие луѓе толков порив да има да ја рушат сопствената држава. За една година да се сруши се живо. Тоа е сега тоа мене што не ми е јасно во овој момент, тие темни мотиви да се видат кај овие луѓе. Господин Зармовски, Тоа се финанси и политичка моќ. Тука што седевте Стара вие, приказка од преисторија до денес. кај што седите вие минатата недела, седеше господин Јуче Палевски, излезе со една информација која навистина добив доста пораки на мојот Facebook профил за околу дека проектот промена на името е навистина голем залог, голем и финансиски залог, да речам, малте не алудирале дури на проектот Тајван и секојно. Јас бев во Тајван, видов дека Тајван е држава која треба да се респектира. За шега на страна. Да, меѓутоа тоа беше една идиотска авантура од Авантура во нашата секој случај. дипломатија. Јас барам како држава Прво која е доста ги финансиски прелажавме потентна. тајванџаните, ги навредивме кинезите и на крај ги откачивме тајванџаните и со тоа направивме еден страшен како да ви кажам, еден профил на недоличност. Но како и да е, како држава треба да се На мизерија, респектира со висок GDP и сето на како Тајван, како Не држава. зборам за нашата позиција, да. за нашата недолична Па, за позиција таа во крде таа да зборам, афера. да, Еве ти дефинитивно. пример исто како може еден меѓународен договор да се склучи, да се раскине. Воспоставуван дипломатски односи, дојде друга власт ги раскина. Така да и се новој договор од тие Може да советници му се случи тајвански па тие советници владени гледате како шират во јавноста, му дават фетиш, овој договор со Грција како бил посилен од уставот, не можел повеќе да се раскине. Евете со Тајван пример. Така. Се склучи една влада, друга влада го раскина. Точно. Значи меѓународното Значи право може да има така заложено. како се случуваат тие договори, така може да Господин раскинат. Лјупче Палевски Апсолутно. даде се понишат. Сега би го цитирал Владимир Илич Ленин. Да. Вика, све ќе уништиме и све од ново ќе изградиме. Ето, политички тоа го смисол. запишеме тука, ние само од 91 се ќе поништиме. Со оглед дека господин Палевски спомна дека 2011 година веќе беше дадена не пресија, туку јасна порака на поранешниот премиер на Република Македонија, се однесува на Никола Гривски дека си подготвен да го смениш името. Наводно Гривски, како што вели Палевски, од него извори. Токму затоа сакам да се потврди таа дали е шпекула или вистина. Рекол дека не е подготвен и како казнена одредба или црвен картон веќе мерката му беше земена и тоа се случи, што се случи ден денеска според јавното мислење. Значилото дека светот е тој што ја дефинира политиката во Македонија, те речем тие плави и црвени линии, кои се тие главни или артерии или вени речем кои го дефинираат политичкиот амбиент и битисување во Република Македонија, а не од некои поединци, да речем некои ситни бизнисмени се тоа. Македонскиот проблем со името во основа е геостратегиски проблем. Значи копате како кромит, нели? Една лушпа, друга лушпа и доаѓате до есенција и гледате се работи за геостратегија. Сега да не објаснуваме зашто
им е потребна Грција, па и прават атер на Грција, зашто нас не уништуваат? Тоа е веќе во традиција некоја на англосаксонскиот свет кој управува со западната хемисфера, како хегемон. И набрзо таа хегемонија ќе биде уништена, предизвикана е веќе од Кина и од Русија, од таа идеја евроазиска, но сега не зборам за евроазиската идеја како некоја асоциација економска. Зборам како идеологија. Она што Дугин го нарекува четвртиот пат, четвртата идеолошка или политичка теорија. Значи либерализмот кој трае веќе 200 години е готов. Тој не дава резултати, тој дава дегенерација. Тој дава проблеми. Тој создава непотребни војни во светот, тој создава доминација која е сатанска. Комунизмот пропадна, видовме, затоа што немаше капацитети да биде отворен како систем, пред се културно и да биде отворен пред се религиозно или кон метафизичките аспекти. Тоа го угуши на некој начин, а за нацизмот тој изгоре во една, брза, војна која тој траеше 12 години, само фашизмот на Мусолини малце подолго, но фашизмот го гледам повеќе како еден вид на помпезна некоја идеологија. Мусолини бил одушевен од Ленин, бил социјалист, работел као новинар во Швајцарија, просоцијалистички, веројатно пролево, но го фаќа таа некоја антиквизацијска романтика и он влегува во тој концепт да се обнови моќта на Римската империја. Хитлер се одушевува од тоа, пак Хитлер посредно го добива она што болшевиците го дале преку Мусолини, он идол му е на Хитлера Мусолини, но таа идеологија најкратко трае, таа расистичко нацистичка идеологија трае многу кратко, можеби е таа и вештачки дизајнирана, повторно од англосаксонскиот фактор, зашто таму е почната со еден идеолог на расизмот, фактички, кој се вика Освалд Чемберлен, и он е фактички таткото на расизмот. Веројатно Хитлер е темпиран исто како Наполеон од Ротшилдови, а сега од интернационалниот банкарски фактор, каде што не се само Ротшилдови, тамо се Варбург, Морган и така натака, он е финансиран да послужи како убиствено оружје против Советскиот сојуз. Тоест, подобро кажано, да ги сотре православните словени, заедно со евреите и другите нижи народи. Но повторно Русија, како и со Наполеон, е предизвикана и го уништува. Тоа може би едно од најзастрашувачките зла на планетава, со логорите на смртта. Значи, Русија треба да ја поимиме као главна оска на светската геостратегија. Иако Америка има некоја моќ, има комерцијална моќ, таа нема во себе дух на патриотизам и не ја водат мултинационалните компании. Значи, има едно правило. Се сруши Варшавскиот блок, но зајакна рускиот национализам и рускиот патриотизам и се создаде една моćна држава, може би изгуби 4 милиона квадратни километри и 100 милиони жители, може би и повеќе, но затоа стана многу компактна и моćна. Додека Америка е сега швајцарско сирење со која управуваат маса групи од интерес, углавном мултинационални компании, кои па се помеѓу себе во конфликт за пазари, престиж и така натака. Значи имаме еден хаос и еден ред. Сега, ние каде треба да се најдеме? Ние по природа сме евроазици. Империјата на Александар Македонски е првата евроазиска империја. Потоа доваѓаат други, кои се појавуваат. Во секој случај, ние имаме природна припадност кон таа голема организација која бидела, да речеме, како што вика Дегол, од Ламанш до Уралот, но за мене веќе Уралот е и поместени се тие граници, таа оди се до Јапонија, чинам. Така да тоа е многу поголем предизвик и тоа е авангарда денес. Затоа што 20 годишното владење на Америка е веќе влегува во своја, тоа беше во својата барокна фаза и сега влегува во една фаза на истоштеност, на немоќ. Ние гледаме само како некои парталчиња од таа огромна организација веќе функционираат и тоа го викаат длабока држава, некои
агенти од влијание као Сорос и така кои се кружат околу тие 17 тајни организации, па кои од друга страна не се под контрола на централата. Но се надеваме дека Доналд Трамп, како искрен евроазиец, он е евроазиец по убедување, но е страшно уценет и притиснат од разни сили, токму оние сили кои се нашите душмани, се надевам дека ќе исплива на површина и ќе заведе и од таа страна ред, а од оваа страна се надевам ќе заведат кинезот и Да, се надам дека и го задрживме вашето внимание, почитувани, да без реклами, и со оглед дека е светско првенство, пак и со Русија, врзано вечерва имаме тема, да, Русија и Македонија во сите можни констелации. Професор доктор Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија, и Александар Станковски, аналитичар, се мои ваши согорници. Останете со нас, се враќаме по рекламите. Почитувани, натаму сте на фреквенцијата на телевизија Нова. Рековме омен ест номен, или името е се. Се станува збор за името, ето се што имаме, врзано е за, ја ќе речем, тоа свето тројство, што е секако јазикот, идентитетот. И тоа е основниот национален белег, што не може да се купува, ниту нарачува, ни да се трампа за било што. Од друга ситуација, кога велов политичките партии, кога се на политичкиот престол, дали од тоа што се многу обтоварени со самите себе си, а може би нека не ми замери народот. Морам само почитувани на кратка, еден мал коментар, бидејќи вие си сте мои гости, имате повеќе простор да коментирате. Дали таа политичка неинформираност, да не бидам малце по-радикален со збор, политичарите ја злоупотребуваат и искористуваат од причина. Вие и двајцата ми спомнате дека ќе дојде до ревизија на капиталот, институтот, потекло на имотот и се тона, со оглед дека 27 години македонскиот народ станува само еден пластилин, народна забелешка, или едно тесто, во кој политичарите го одмесат, го прават, го формулираат како што сакат, или ја потребуваат таа често ќе речам дојди дрпни дувни, и никому не му фали ни влакно од главата, со оглед дека и натаму стануваат преку ноќ мултимилионери, а народот и натаму страда. И конечно, еве видовме дека меѓународната заедница ги знае суштинските прилики Македонија и убаво си го тера својот проект како да ја нема Македонија. Не сакам дефетистички да звучам, чисто практично. А тоа е дека Македонија е се во нивните мождини виуги, дека им пречи и како народ, и како име, и како се. Самиот народ македонски како да не е свесен, простете ми, и како да не е информиран за собственото постојање. Дали претерав малце во ова објаснение или сум близко некаде? Господин Бачев, господин Станковски. Јас се слагам со тебе дека ние во 27 години народот кај него има едно разочарување, една апатија. Сега подпомогнато и со рекламата што ја прават овие наменските владини, сака да наметат еден впечаток дека еве сите се исти, кои да дојде, бидејќи ние 27 години гледаме крадат, лажат, ја растураат државата и постои една разочараност кај народот во таа смисла. И нас кога одиме на терен не прашуваат, ама како да ви веруваме, во што ќе бидете вие поразлични од другите. Значи ние сега промовираме еден сосема нов концепт. До сега целата борба политичка беше во една рамка, Европска унија и НАТО. Ние сега велиме стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евроазиската економска унија. Значи и сега прилично народот има едноставен избор. На една страна се ВМРО, ДПМН и СДСМ, кои што викаат НАТО ЕУ нема алтернатива, на друга страна ние велиме стратешки сојуз со Русија. На една страна ги имаат либералните вредности ВМРО, ДПМН и СДСМ, се залагат за либералните вредности на НАТО и Европска унија, а тие либерални вредности кои се? Хомосексуализам, истополови бракови, посвојување на деца од истополови бракови, промена на име, идентитет, јазик, култура. Тоа се вредности на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Од друга страна Единствена Македонија, стратешки сојуз со Русија, традиционални вредности, вредности базирани на традиционализмот, религиски и јазичен идентитет, одбрана на името, територијалниот интегритет, суверенитет, кој што Русија никој пат не го довела во прашање. И сега прилично има народ едноставен избор. Друга работа, јас го спомнав овој прогласот пред камерите, покрај тоа што ние ги даваме тука основните причини. Зошто треба тој радикален пресврт во надворешно политичките приоритети, тука јасно ги имаме набележено нашата прва цел, втора цел. Што ние ќе преземеме како нова легална власт, како Единствена Македонија. Ако Зоран Заев јавно кажува дека ќе ја струши ова држава, дека ќе води двојазичност, дека ќе смени име, дека ќе смени идентитет на државата. Ние јасно кажуваме дека со националните предавници ќе расчистиме. И тоа ќе го направиме.
како единствена Македонија. Значи мора да расчистиме. Кажуваме дека ќе направиме ревизија и одземање, конфискување на украденото во криминалната приватизација и во постприватизацијата. Еве, Ќе бидете доследни тоа? еве знаеме дека во таа криминална приватизација, тоа барем јас сум го гледал, го има во официјални документи на МВР, во таа криминална приватизација за времето на СДСМ се украде некаде околу 5 милиарди тогашни германски марки. Во постприватизацијата, тоа е изјава на марионетската власт во Скопје, вика за времето на ВМРО ДПМН се украдени 5 милиарди евра. Значи разлика нема. Едните краделе во марки, другите краделе во евра. И ние викаме ќе расчистиме со тоа. Тоа ќе се конфискува и ќе се одземе. Еве гледате, Зоран Заев викаше дека за време на предизборната кампања викаше ВМРО ДПМН тие луѓе полни се ко бродови, секи им земе до денар. Што зема? Гледате смешни процеси пред судот за Мерцедесот на Груевски, шамарите во центар, една забава за народот. Кај е конфискацијата на украденото? Значи, тие меѓу себе фактички се штитат како структури, така да ние значи јавно кажуваме дека ќе расчистиме со сите национални предавници и со сето украдено во оваа држава, значи мора да му се врати на народот. Сега ние сме свесни како противник имаме против себе, ние не може да се бориме против Сорос, против НАТО, али затоа веруваме дека многу скоро, и ја тоа спомна во еден контекст, дека тие геополитички поместувања на Балканот доаѓаат, тие ќе се менуваат, ние цврсто веруваме дека ќе се менуваат, тие се навестуваат, доаѓаат и кога ќе се променат тие околности, тие влијанија што ние ги очекуваме, внатре после не ни треба нас Русија, внатре ние сами ќе си ги решиме работите. И со албанци радикални, и со домашни предавници, квиснези, значи сами како единствена Македонија ќе си го решиме проблемот. Бидејќи многу луѓе сега многу едноставно сваќаат таа улога, викама што ни помогнала Русија, во историјата било вака и не е точно. За да ви помогне држава, значи колку да е државата мала или голема, мора ви официјално да се обратите со покана дека сака да градите стратешки сојуз. 27 години во Македонија ниту една влада се нема обратено до Русија за склучување за договор за некое партнерство. До 27 години го гледаме и сега Русија не може без таков да кажеме повик да прави окупација во Македонија. Дури еве спомнав колку да е државата мала, пак треба формално правно тоа да се покрие. 99 година кога НАТО ја нападна Сојузна република Југославија, НАТО формално правно со Киро Глигоров склучи договор авионите со кој што Киро Глигоров им го отстапи воздушниот простор на авионите на НАТО. Не дека Киро Глигоров ако не се согласеше авионите ќе беа спречени да ја бомбардираат Југославија, ама формално правно пак склучија договор дека го отстапува. Така да и ние прво што ќе направи новата легална власт на единствена Македонија, уште првата седница ќе го склучи тој договор со Русија. Професоре, не ви дадов простор да зборите за политичка партија што волја на вистината и народот сака да слушне за да и повеќе вашата партија. Направите едно освежување политичкото небо. Но од друга страна, сакам да се насвртам на ова што е актуелно и кој создава голема бура, имајќи факт дека нашите јужни соседи, слушав денеска на телевизиските станици, дека и таму негодуваат, и таму се најавени протести, дека не ја сака, не го признаваат овој договор, наречен Зоран Заев Ципрас, од причина што задира кај нив по некои чувства. Што е тоа што нив, зашто им пречи тој договор, имајќи факт дека се чувствуваат како победници, сите барања се испоштувани, испочитувани да речем, се што побарале добиле со овој документ. Господин Станковски, конечно, дали овој документ треба да помине и дали Европската унија натаму треба да се го покаже вистинското лице, имајќи факт дека го слушав Хан, вели ја ќе дојдам Македонија во Скопје и ќе лобирам референдумот да успеше. Колку е тоа сериозно за една меѓународна заедница Европска унија, која да бидам искрен, ја не сум анти-ЕУ или да речем и редогерот, сакам мојата земја да биде дел на европското семејство. Но во вистински смисла зборот со достоинствен начин, не со искршена кичма, со достоинствен начин. Иако Македонија представува геостратешка позиција многу силна за нив, зашто тогаш не ја почитуваат? Значи вака, овде има неколку структури унутар ова прашање. Како прво да се легитимирам. Значи јас сум анти-ЕУ и анти-НАТО. И јас сум за Македонија која ќе биде независна, суверена и неутрална. Тоа истото го кажа и господинот Лавров, кога даде референца за Македонија, што би бил нејзиниот пат. Значи Македонија би била најдобро како неутрална, да биде тоа еден модел како што е Швајцарија во тој свет, нели, кај што имаме спротивставени култури, кои би војувале веројатно со векови, кога не би била направена таа држава. Значи имаме француски интерес, германски интерес, италијански интерес, плюс локални интереси.
сега сите тие интереси се во контрадикција со конфесионалните интереси на тие држави, зашто за разлика од овие католички држави, во Швајцарија има многу протестанти, калвинисти. И така, за да не дојде до тотално истребување, решиле да направат држава која ќе биде неутрална и која ќе биде како една тампон зона, каде што сите овие три држави, моćни, големи, би имале еден пријателски однос внатре во државата. Значи, тоа би било еден простор на растеретување од тензиите. Мислам дека и Македонија има слични капацитети на се ова. Не зборам ја за кантонизација на Македонија, тоа е национална држава на македонскиот народ. Но влегување во сојузи за Македонија значи создавање проблеми. Зашто секогаш ќе има од другата страна, ние овде имаме три поголеми моćни сили, како што е Србија, Бугарија и Грција, и една сила која на некој начин ја пумпа американската хегемонија да стане исто така сила, тоа е албанскиот фактор, но изгледа дека немаат капацитети се уште да избијат на ова ниво како што е, да речеме, Грција, Бугарија и Србија, кои веќе имаат долг историски стаж, имаат своји концепции, имаат своји национални агенди, имаат своји амбиции. Значи, од сите тие држави ќе најдете големи варианти, значи проширени, greater варианти. Сега, кога вие комуницирате на ниво на стратешко сојузничество со Грција, да речеме, веднаш ќе се појават скепсите на Бугарија или на Србија. Конечно, како ние ќе воспоставуваме такви договори со Бугарија, каде што скоро се поистоветуваат народите бугарски и македонски се до 45 година, а визави, да речеме, српскиот интерес, кој во контекстот на Букурешкиот мировен договор ја контролирал оваа држава, ја добил Република Македонија како Вардарска бановина, е дел од таа поделба. Тоа значи ги комплицира состојбите. Исто така да речеме како Гркот би се осетил кога Бугарија и Албанија би се прошириле за сметка на македонскиот народ, на македонската територија, он би добил голема Бугарија на своите северни граници. Проблемот е нерешлив од геостратешки аспект. Единствено добро решение е да се уважи македонскиот народ, неговите интереси, неговата цивилизацијска моќ, неговата инвенција, неговата трпеливост и да му се даде таа круна на неутралност. Швајцарија на Балканот, да речеме. Значи, тука би можеле да бидат сместени банките од регионот, би можело да има бизнис, да се водат разноразни политички договори и така. Меѓутоа, никогаш да се посегне по македонскиот интерес. Има ли шанса? Но за тоа, па зашто да не, ако да речеме добро комуницираме со Русија и Кина, тоа би можеле да ни биде овозможено. Ние сме едноставно пенетрирани на најнасилен начин од страна на длабоката држава. Тоа не е ни Америка, немаме никаков Ние значи немаме никаков проблем со американскиот народ и со европските народи. Ние имаме проблем со една мрачна бирократска структура која е многу амбициозна и во основа аморална. Значи, тоа е нашиот проблем. Ние имаме проблем со една структура многу злобна, уствари, уништувачка. Но секако постои тоа моарена несвесност и ние сме едноставно удавени во таа магла, во тој чад на дезинформираност, на затупеност, на лажни вести, на лажни ветувања. Гледате сега СДСМ да речеме да го свртам погледот на нив и на нивната дејност и модалитетите на кои функционираат. Све кај нив е ќе, идно време. Значи, пропагаат сите нешта кои ги ветуваат, но има една голема иднина и една голема надеж која ќе профункционира. Но да се разбереме, мојот анти-ЕУ и анти-НАТО став е антибирократски став. Против тие корумпирани елити. Иначе европските народи и американскиот народ ја ги доживам како многу блиски. Посебно поради тоа што имаме огромен број македонци кои се жители на тие држави и лојални жители на тие држави. Ние не можеме сега
да водиме некој конфликт со Америка кога имаме можда 2 милиона луѓе по потекло македонци. Тоа се и американци и македонци. Но исто така не можеме да водиме конфликт визави Русија, која фактички е фертилизирана од македонската култура и тоа е единствениот, вистински, автентичен проносител низ вековите на онаа македонска култура која постоела, која не е поробена, да речеме, од други култури, така, и кои на некој начин ја моделирале, ја преусмериле. Се зборам конкретно за Турската империја, нели, која владее 500 Само години. Доналд Трамп го поканил Путин во сојузништво, тоа беше за Г7, за Г8 да бидат, нели, да не бидат Г7, па се... Г8. Од друга ситуација го спомнавте тој Deep State или Али Путин му рече, окей, можеме тоа да го направиме во Русија, во Москва, но му додава, вика дека Шенганската група има многу поголема куповна моќ отколку Г7. Господин Доналд Трамп, да бидам искрен, е човек кој се бори со таа длабока држава и навистина тоа тешко оди за овој колку има година и нешто. Се борите со СДСМ, но пута да речеме милион. Исто ги гледам, длабоката држава ја гледам како СДСМ. Ќе речам, господин Бачев, дали е можно или возможно таа неутралност со оглед дека Македонија е крстопатот, да речам, исток-запад? Ќе си земам само за право да го парафразирам господин Нордингер, 96-та година, ќе повторам, пред 22 години, кога станавме веќе членка на Партнерство за мир, вели, понудив да го користиме Криволак како замена на јужното крило 120 км северно од Солун. Значи, вика да го пренесеме јужното крило за 120 км северно, а тоа е Криволак, односно кај што е сега центарот за воениот полигон. Ќе ви дадеме $1.000.000 секоја година како такса или рента, кирија, бидејќи на грците им даваме 7 милиарди. Таму Грција имавме анти-НАТО демонстрации, 99-та, Македонија отвори порта да се гаѓа, да се нападне Сојузна Република Југославија. Потоа проектот завршил рамковен договор и значи не добивме ниту, како што спомна мој колега Христо Ивановски, ќе го поздрав, на еден брифинг, вели, на Солана му беше дадено, му даде пред еден премиер поранешен у тоа време, бела хартија, и да напише 5 точки кои ги сакаш. Да ти ги, не као златна рибка, три желби, туку 5. Ни Е од Европска унија, ни Н од НАТО. И конечно. Значи, каде сме ние во сета ова констелација, на, што рековте, на аморална политичка провиненција, ќе ја спомнам на еведна домешен амбиент, која секогаш си ги мисли и работи на своите интереси, ни најмалку за националните интереси. И која ќе те види западњакот, дека ти си тотално аут, дека не мислиш за народот, мислиш за својот джеп, како да се збогатиш, тогаш ќе се однесува како што сака. Дали можеме еднашка да ставиме крај, дали таа неутралност можеме да ја постигнеме, имајќи факт дека американците, тоа е НАТО, Америка и НАТО, тоа е исто. Од 51% финансира буџет на НАТО. 75 сега дојде. Водечка сила е Америка, тоа не е спорно. Дали можеме таа неутралност, со оглед дека Македонија е важен фактор. Нордингер е председател беше на Демократскиот совет, не на институт, каде што Бил Клинтон беше мало штрафче. Па, ја искрено не верувам дека може таа неутралност, бидејќи тука се спротиставуваат многу силни интереси на големите сили, како што се Америка, Англија, Русија, Франција. Така да, сега Швајцарија е некој пример што долга традиција, уникатен на таа неутралност. Гледате, дори за време на Втората светска војна Хитлер ја почитувал таа неутралност. Али сега за таа неутралност треба да се има предвид дека таа не се стекнува како резултат на некоја добра волја. Ние можеме утре како Македонија да кажеме, сакаме да бидеме неутрални. Ама тоа ништо не значи. Значи за таа неутралност е силна доколку ви ја признаат во Обединетите нации. Советот за безбедност ви ја гарантира, бидејќи само по себе не значи ништо. Али во случај да покрене Македонија на таква постапка за неутралност, јас уште од сега сум убеден дека таа нема да помине во Советот за безбедност како резултат на тие спротиставени интереси што ги имаат на ова мало парче земја, што викате тука Америка и другите земји. Така да затоа сум јас на мислење дека ние како мала земја, значи кој што имаме наш локален интерес, опстанокот може да го обезбедиме само во сојуз со една поголема држава,
нашите елити од 92-3 година се определија за НАТО и Европска унија. Га гледаме од другата страна кои се условите за да станеме таму членки, затоа ние веруваме дека само сојузот со Русија може да го обезбеди опстанокот на државата, бидејќи Русија, гледате, 27 години не го доведе во прашање, ниту нашиот територијален интегритет, ниту суверенитетот, ниту името. Така да, еве Путин за прв пат, кога го лансираше тоа новото оружје, за прв пат ја изговори таа реченица дека Русија, до тогаш викаше дека Русија е спремна да се брани, ќе се одбрани вака така, тоа за прв пат каже дека Русија ќе се брани и ќе ги брани сојузниците. Значи за прв пат отворено каже дека е спремна да ги брани, да ја брани и Русија и нејзините сојузници. Така да затоа ние веруваме дека тој сојуз не само поред нашиот македонски интерес и поред други причини, зборуваше на почетокот, не врзуваат бројни религиски, национални, културни, историски врски со генетски со тој народ. И затоа ние веруваме во тој сојуз, веруваме дека тие геополитички околности ќе се променуваат, а посебно тука тие интереси што ги имаат земјите во услови кога гледате Америка, Русија веќе зветкаат со оружје, не најавуваат многу аналитичари најавуваат и нов светски судир, кој што можеби нема да се води класично со атомски бомби меѓу Русија и Америка, ама ќе се води на други територии, као Сирија, еве кога почна во Украина, ќе дојде на Балканот. Значи ќе си не зборуваат за ништо друго освен за некој нов Професоре, за некој нов судир. Така да таа неутралност се сомневам дека може да. Меѓутоа, ко Русија, господин Станковски, ќе ми дозволите ако можам мисля да додадам, дека Русија е во добро сојузништво со Грција. Значи имаат и воен договор подпишан и политички договор. Не е проблем, ние ќе го подпишеме воен договор. Значи зошто тогаш тој трилинг не може да се развие и само да дадеме на јасна слика дека Грција тука не е само маша, ќе се согласи дека е играчка кој се меѓународниот фактор ја користи. Рековте мала земја, но ќе речеме света земја. Дека тука се крше, тука е кобјет, тука е епицентар. Ние проблемот наш со името сега што го имаме со Грција. Тој е наметна спор. Ама како сака нека тоа се решава за 10 минути. Значи тука се други игри, ќе се согласат. Нема игри тоа, се решава многу. Но еве да речем, дали сме ние ни риба ни девојка, со оглед дека еве Америка не признала на 4 ноември 2004 година под уставното име, што е мене парадоксално, сега големите сили поздравуваат таков договор дека е добро намерен. А од друга ситуација те признаваат под уставното име. Ама чекај се, не е проблемот кај нив, проблемот е кај нас, значи едноставно доаѓа нова власт и вели вака, не сакаме во НАТО, и овој реши проблемот. Нас сега проблемот ни прават бидејќи сакаме во НАТО. Викат да, ќе ве земеме во НАТО, сменете го името. Ние доаѓаме као нова легална власт, викаме градиме сојуз со Русија, не сакаме во НАТО и проблемот е решен. А на Грција билатерално викаме сакате да имаме добри односи. Не сакате. Ако не сакате нема да имаме. Значи проблемот со името е решен. Не сакаме во НАТО и Русија не ти вика сменете го името. Таа Евразиска унија земји таму не ти викат сменете го името. И проблемот се решава. Ти гледате во една емисија го слушав овој националниот координатор Стево Пендаровски. Вели, ама вика има една варијанта вика ЕУ НАТО, а друга варијанта е Евразиски сојуз. Ама вика таму вика во тие асоциации вика не поставуваат услови. Сега гледате до кај има матрица дојде, значи они не се свесни дека има организации кои што не да условуваат. Они се научени услови да им поставуваат. Да му сменат име, да му сменат идентитет, робска свест. Вика дури тоа јавно го кажа. Тука сакам да извлечам заклучок. Оти народот е во една фама, во една магла да речем. Бидејќи им се продават приказни, знаете што ние ќе одиме во Европа, таму има 500 евра минимум, како 500-2000 евра. Младите заминуваат. Зошто тој спин? Еве, спин беше дека Русија му сврте грб на македонскиот народ, дека ја признава, го признава договорот заедно Ципрас, што еве демантира господин Бачев директно. Не ја демантираше Русија преку амбасадата. Официјално Москва демантира, а од друга ситуација народот си село. Еве едно практично прашање на тогашниот амбасадор господин Јорданов и на тогашниот Константин Неско, како беше амбасадор на Романија, се сеќавате, им кажав, како може вашата држава која нема критериуми не исполнува ни кај НАТО и Европска унија со политичка одлука ве инкорпорира веднаш во овие две големи силни асоциации. Зошто за Македонија не, ако е клучен фактор за стабилност и безбедност? Гледате, со концептот за иселувањето, тоа беше еден од главните полуги на СДСМ и нормално меѓународниот разузнувачки фактор, кој обилно ја крмеше со финанси и ноу-хау и инфраструктура. Значи, тоа беше еден од главните пунктови на критика. Се иселуваат луѓе абнормално од Македонија. Се иселуваат не само од Балканот, од Европа се иселуваат луѓе. А од Македонија со векови наназад се иселуваат луѓе. Значи, имаше иселувања, јас сеќавам
никогаш немало период да не се иселуваат луѓе од Македонија. Ама нема таа бројка 600.000. Ама 600.000 се надувана бројка. За колку години они Од претпоставуваат? 53-та, 4-та, колку што знам, До сега, може па што е тоа 600.000 за толку години? години. Они дури избореа 600.000 за 10 години во време на владењето на ВМРО. Па после тоа извадија податок да го ствари само 200.000 се иселени, од кои 180.000 беа албанци и 20.000 други. Мислам, таа приказка за иселувањето, они ја користеа како пропагандно оружје, но сега тоа ќе им се удира по нивна глава, затоа што иселувањето нема да престане. Ова е традиционална печалбарска земја, ние имаме цел еден фолклор за печалбарството, едноставно ова е земја отворена. Такви се, да речеме, италијани, такви се ирци, шпанците се такви, тоа се народи кои се селат, кои патуваат, се враќаат, евреите, па евреите до сега беа номадски народ пред Израел да се оформи. Но еве тие спинови, професоре, колку сакам на народот да му се објасни. Значи како влие тој спин? Еве да речеме дека сега... не чека ветената асоциација Европска унија со 3-4.000 евра плата, дека ќе биде као мед и млеко и така натаму. Јас спомнав, дури на еден политичарите сега да не го спомнам, висок функционер од политиката, викам ајде економски да се развиеме, европски реформи да направиме за нас. А потоа ќе дојдат да не бараат да бидеме членки на Европска унија. Можеме ли такви реформи да правиме? Може и ќе кажам зошто. Значи, таа лага, они сега што ја прават, дека ќе влеземе во Европска унија, дека сите ќе бидат богати, дека сите ќе имат убави плати, дека сите ќе возат убави коли, значи, сега наменски ја прават таа приказна и обично, еве нас, и мене лично кога не постуваат прашања, ама вика зошто вика младите вика бегаат вика во Германија, во Холандија, во тие западни земји. И сега одговорот го давам со контрапрашање. А зошто викам па Германија ги прима, викам тие, дали многу ги сака богати да ги направи, ама вика ефтина работна сила. Значи, тоа 91 година што го каже уште тогаш, мислам Чомски беше, вика кога се растроија тие комунистички земји што се нарекува така, кажа дека тие земји источни, како Македонија, овие другите, тие вика ќе бидат вика ќе бидат воспоставени врз нив модерно робство од богатите западни земји. Значи, точно денеска ние фактички врз нас имаме од таа Европска унија, од тие неколку богати земји, едно ново модерно економско робство. Што прават сега они? Они преку разни канали во овие 25-6 години имат извлечено многу пари од тука. Дали преку разни кредити, земање на најубавите фирми и пример ако имат 1 милиарда евра извлечено од Македонија, они повратно ќе вратат 200 милиони во форма на разни донации. И сега народот слуша секојдневно. Европската унија во некое село направила болница, дала 50.000 евра. Вамо направила пат, дала 30.000 евра. Секој ден тие донации ги слушаме. Тие се наши пари украдени кои што они ги враќаат во форма на донации. И пример ако вратат од 1 милиарда 200 милиони и со тие 200 милиони во најголем дел ги купуваат нашите политичари. Значи гледате вие нашите премиери, министри како излегуваат од власта, излегуваат како најголеми капиталисти. И они ги купуваат, ги корумпираат за да слепо ги слушаат. Народот треба да знае, гледачи вече се не слушаат. Нема таму некои луди холанѓани кои што ќе работат, ќе го полнат буџетот на Европската унија и Европската унија ќе истура тука пари нас за да направи богати. Тоа е мислам нонсенс да се верува и затоа таа една голема лага и за Бугарија пред извесно време излезе тој податок во овие 10 години колку е членка на Европска унија, од таму имале извлечено 25 милиарди евра, а околу 14 имале вратено во форма на донации. Значи, тие тоа ново модерно економско робство што го прават овие неколку богати земји и да се само уште на минуто што да го кажам, кога зборуваме со наши луѓе, кои им кажам, еве викам Германија, Холандија по 2 по 3.000 евра викам просечна плата, зошто викам ние немаме тука така? И ми одговарат вика, ама тука таму вика не се краде. Ако е тоа викам тоа е многу лесно решливо. Значи, нашата беда е како резултат на субјективен фактор. На човекот. Лошо ќе беше ако ми кажа дека во Холандија од небото паѓаат еврата. И тогаш нема спас. Ти викаш таму Господ ги пушта. Ама вика таму не се краде. Ако не се краде, значи е субјективен фактор, тоа е решлив. Еве на Норвешка, не сака да слуша за Европска унија, а супер богата земја. Така да ние тука мора само да се го направиме бидејќи во овие 27 години се украдени многу пари од македонскиот народ, имаме корумпирани и купени елити од западните бюрократи, НАТО, Европска унија, не име гајле за корупција, за они сакаат слепо послушно да ги слушаш. Смениш име НАТО, не ги интересира за корупција, за криминал колку пари се украдени. Тоа воопшто не го прави. И затоа велам дека нашите политичари излегуваат како најголеми капиталисти и никому ништо. Затоа треба да се стави крај. Да дојде власт народна која што ќе има доверба, која ќе направи ревизија и ќе направи конфискација на украденото. Да.
Господин Станковски, видовме дека уште една малце перверзија ќе наречам, вели нема да го срушиме воинот на коњ, тој е Александар Велики, но ќе му ставиме некој надпис дека тој е крал на хеленизмот. Дека е дел од символ, да. хеленистичкото наследство. Дали е тоа една чиста повторна перверзија и да самиот народ да му се обаловажи, да се девалвира, да се дискредитира сето тоа, ако археолошката географија, кај што седиме јас, вие, господин Бачев и ова студио, ако копнете до 16 метри длабински, ќе најдете артефакти со кутлеш и со сета таа иконографија која потврдува дека одека е дел на античка Македонија. И конечно, по античката карта, значи ова е Горна Македонија. А од друга ситуација, конечно, имаме сега некоја Северна Македонија. Слушав дека тоа е некој бугарски проект, уште 1905 година. Народот ниту знае, ниту информиран, како дојде до таа Северна Македонија и тоа наметнето во една тајна, да речем, дипломатија, без да се праша народот. Па добро, ние гледаме дека овој народ со векови не се прашувал. И тоа е традиција. Чи народот не се прашува. Некојаш се прашувал, во после, речеме, 50 години нешто се прашал, но главно не се прашувал. Тоа е едноставно логиката на силата, така викаат сила Бога не моли. Така се случуваат тие нешта. Што се однесува, да речеме, до сите овие дискрапанци. Ние мораме да бидеме историски свесни дека Холандија, Германија, Британија, Франција уште во 17 век влегле во капитализмот. Ние сме феудална држава, па би рекол, најмалце до Балканските војни сме феудална држава. Тек дури после пропаста на Турската империја, на овие простори доаѓа до импортација на капитализмот. Тие буржуазии што ја окупирале Македонија, српската, бугарската и грчката, го внеле капитализмот на овие територии. Потоа доаѓа комунизмот, нели, еден период, социјализмот, па повторно, нели, пазарното стопанство, капитализмот, и гледавме дека најголемите комунисти, нели, се претворија во најголеми капиталисти. Тука веќе збориме за една хипокризија, за еден менталитет кој е многу опасен, кој е одвратен пред се, аморален, и сега повторно ќе скокнам на моментот како доваѓаа на власт. Значи, на оваа последна структура, нели. Дојдоа на власт со најаморални средства. Со презентација на прелавиот веш, на гнасниот веш, нели, неиспраниот веш, значи со презентација на приватни разговори, што е навистина удар на приватноста, удар на човековите права. И дури тие разговори ги прогласија за легални од страна на судовите. И сега на Страсбур паѓаат сите случаеви каде што имаат такви ситуации. Исто така не го почитуваа и помилувањето на претседателот Ѓорѓе Иванов. Видовме грчкиот суд ги ослободи двајцата разузнувачи врз база на еден европски судски принцип, дека еднаш дадена аболиција не се враќа назад. Овдека гледате што се случува. Ние немаме судство, ние имаме Рој Бин судство. И затоа, веројатно, ќе треба да се направи една национална револуција. Едноставно, условите веќе созреваат за таква една револуција, каде што стварите навистина ќе се постават на свое место. Ние само имаме поголем јавашлук и поголем јавашлук и поголем абсурд и поголем абсурд. Ништо не се враќа на оние стандарди кои се општо прифатени, барем во цивилизираниот свет. А што се однесува до концептот на неутралност и концептот, нели, на голема сила, тука веќе господин Бачев влезе во една ситуација која е веќе промислувана од страна на луѓе кои биле блиски до кругот, до интелектуалните кругови, идеолошките кругови на Хенри Кисинџер, како што, например, е Семуел Хентингтон, кој за разлика од многу површниот неолиберален теоретичар Фукујама, кој објави крајна историја, баш заговараше clashing of civilizations, нешто што сега се случува, судар на цивилизациите, и дека како резултат од тој судар, кој не мора да биде термонуклеарен, така, да биде и стратешки, и дипломатски, културолошки, дека ќе се издвојат 7 целини на планетава.
7 големи културни империи, да ги наречам, со јазикот на Дугин или Савин, кои едноставно ќе ги опфаќаат по религијска и културолошка основа одредени држави, народи и региони. Така да ние тука спаѓаме во таа православна групација, чиј лидер ќе биде Русија. Но, унутар цел тој концепт, не би било лошо ние да имаме една неутралност. Повторно за неутралноста, но не е таа од типот на Ванчо Михајлов, нити од типот на кантонизација некаква. Верувам дека на тој начин ние би осигурале една посебна ситуација за нас. Мислам дека тоа е само ствар на политичка волја. Ако ние идеме со тоа и не колиничиме пред НАТО и пред ЕУ, не се понижуваме. Сега, например, после оваа афера што имавме, чиј епилог треба да биде во преспа, нели? Ние сме веќе народ за подсмев на планетарно ниво. Не постои во светската историја. Ние сме веќе смешни, мали гадови, кои склони кон проституција, кон политичка, морална проституција, кои го менуваат она најсветото, она што ти е дадено како аманет. Потоа што видовме друго? Едно неверојатно лажење од владеачката структура, пред се од нивниот лидер. Тој пред не толку долго време се заколна во своите предци, во своите родители и во своите деца. И тоа го порекнува. Дали тој верува во Божја сила или не верува? Може би тој е неверник, тотален скептик, атеист, не знам, иако се представува како верник. Но да направите една таква работа, а вие да сте верник, да имате страв Божи, тоа е еден хорор ситуација, тоа е кошмар. И како се поиграва судбината, сега кажа дека договорот ќе го подпишат министрите за надворешни работи. Коцijas и Димитров. А пред 15 години извади една колумна на татко му на Димитров, кој ќе го подпише договорот да му се исуши раката. Е така гласи колумната насловот и само уште да се надоврзам за перверзии. Тој договор има и други перверзии. Покрај ова што го кажа за Александар Македонски споменикот, таму кажува има една одредба вели со овој договор првата, нели втората страна, така се нарекуваат страни, признава дека има словенско потекло, а и признава на другата страна дека е носител на хеленската Тоа е веќе расизам. И сега види сега, ајде сега да не одиме во антиката. Па прават греф према луѓето, бре, има живи луѓе од Егејска Македонија, има уште живи луѓе што избегале тука за време на граѓанската војна, кои што децата им се родиле во Македонија. И сега синот ќе биде словенски македонец, а таткото од Егејска Македонија ќе биде со хеленско потекло. Меѓутоа, да ги немам рекламите, само да го додадам ова, но самиот тој дискурс е веќе расистички. Не знам како не му е срам на Ципрас, како социјалист, како левичар, маоист, викаат дури приватно, да лансира еден таков расизам. А што се однесува само ова да го додадам, до тоа што ќе се додаде дека од хеленистичко наследство. Тука веќе Гркот лансира една цивилизацијска еманципираност. Нашиве рушат, го срушија ќосето. Овој нема срце да сруши. Иако е непријател, иако Александар бил со векови викан гркоубиец, иако се работи за геостратегиски интереси, тој нема срце да го сруши, не сака да уништува уметност. Значи има некоја аксиологија која е цивилизацијска, која ја почитува креацијата, која го почитува творештвото. Кај нашиве нема ништо од тоа. Они све би срушиле и би биле среќни. Треба да рекламите само да завршам со ова. Двајца новинари на CNN на 13 или 12 јуни, проштете ми, Форест Браун и Лилит Маркус, дадоа една репортажа направиле за Македонија, вели, ако планирате да патувате за Македонија, за да ги видите незините убави предели, историски места, би било добро да го проверите точниот назив на земјата пред да заминете, бидејќи кога ќе се вратите, можеби нема да постои тоа име. За фрканција. Ова е веќе навистина. Чи на подбишега сме дефинитивно. Почитувани, идеме со реклами и доаѓаме до едно финале во кој ќе замоламе ни одговори на ова директни прашања, тоа се ваши прашања. Значи интересно прашање од вечерашниот дискус. Одиме со реклами, се враќаме во студиото. Верувам дека се обидов и да го задржам вашето внимание покрај овој светски спектакл, односно светски настан за околу спортот, фудбалот. Вечерашните мои гости, професор доктор Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија и еминентниот аналитичар Александар Станковски,
успеа да ве задржат на ова фреквенција, на телевизија Нова во отвореното студио. Омен ес номен или името е се, е вечерашната тема. Тука само ќе ми дозволите уште нешто ќе замолам. И покрај што добив една порака од еден почитуван пријател Слободан, не те молам, не опушта и тој председател, јас сепак си ми задоста опуштам Киро Глигоров уште нешто, како изјава дадена во амбасадата на Руската Федерација во Скопје, и ќе дадеме едно прашање за крај. Ве молам речи, ако може уште нешто да го пуштиме господин Киро Глигоров, што изјавил во 2010-та во амбасадата во Скопје. Те сакат да ја приграбат Македонија. Па не може. Ќе се бориме до последен човек, ама нема да може. Да, тоа беше господин Киро Глигоров. Господине Бачев, како професор по меѓународно право, ќе ве прашам, мада во меѓународното право има тоа на реал политик, кај што има сила, нема правда, имаме интернем акорд или привременна спогодба, нашите јужни соседи не го испоштува во членот 11 и 12, не го ратификува тој меѓународен договор, подпишан од Бил Клинтон, од Бутрос Гали, од Каролос Папулјас, значи се работи за не Минхаузен, не знам како да наречам, значи една далавер. Лажа и паралажа. Лаж и паралаж. И конечно, во контекст на ова, 24 години е тоа Нимиц и ви благодарам за вашите сугестии за и околу моето интервју со Нимиц. Навистина ми беше многу важно вашите сугестии како професор по меѓународно право, јавно ви се заблагодарувам. Бидејќи се оди подготвен кај да одиш. Нели, затоа велам во политиката и во дипломатијата треба да имаме повеќе ловци на пријатели и познавачи на меѓународното право. Конечно, ја го прашав господин Нимиц, нели е вредно и редно е да заминете од оваа функција, бидејќи не ги испоштувате прво задачите како медијатор, второ е јалово се тоа, нема резултат, нема ништо. Слободно вика, прв пат некој после 22 години беше тоа, 24 варно, никој не ми го поставил ова. Дали е редно председател Ѓорѓе Иванов, тоа прашува народот, како председател на државата, да се обрати до Генералното собрание на Обединетите нации, до генералниот секретар, а тука ќе направи една дигресија. Гутераш многу позитивно го оцени, за разлика неговиот претходник Бан Ки Мун тука, на 10 август 2012, рекол, ќе цитирам, за универзалните вредности, како што е името и идентитетот, никаде не се разговара, а камоли преговара, ниту Обединетите нации. И тоа значи дека имаме спротивна изјава од овој актуелниот прв човек на Обединетите нации, да председател на државата Ѓорѓе Иванов, професор доктор Ѓорѓе Иванов, напише една нота до како што реков, до оваа институција, Светска асамблеја, и да рече прекинуваме со разговорите и дека бараме продолжување на членство Обединетите нации под уставното име Република Македонија. И конечно, бидејќи Македонија е конститутивен елемент во дефинирањето на повелбата на Обединетите нации уште од 48-та, исправете ме, 49-та година. Еве. Само што кажавте за Нимиц, точно е тоа, он излезе од својот мандат во овие години, за жал тоа во јавноста помина, не го приметија, бидејќи он според резолуцијата 817 јасно е кажано, има мандат да дава добри услуги. А добри услуги и посредувањето се сосема два различни начини. Бидејќи кај добрите услуги, тоа е начин кај што он само треба да ги пренесува ставовите од едната на другата страна, а нема право да дава предлози и своји мислења, али со тек на време де факто тоа се трансформира во медијација, во посредување, иако нема мандат за посредување, и почна да дава и своји предлози во спорот, значи активно почна да вклучува, и затоа можеби и он бил изненаден кога сте му го поставиле тоа прашање, бидејќи никој не го приметил дека он, значи де факто ја ги помина рамките на резолуцијата 817. А што се однесува до ова, ние како единствена Македонија, значи порано и јас лично и како партијата и мојот научен ангажман во таа насока, значи јас се залагам за префрлување на проблемот од политичкиот на правниот терен, бидејќи 27 години нели го решававме со политички дипломатски техники и јас сум поборник на тој правен принцип пристап во Обединетите нации. Сега немаме време, веќе на крај сме на емисијата, само ќе кажем дека таму на Македонија стојат на располагање 4 меѓународно правно признати механизми кои што даваат изгледни шанси Македонија да го врати своето име во Обединетите нации, и затоа ми е толку сега тешко кога гледам дека Заев брза да промени се од име до идентитет, кога, како што кажав, ни една влада не се осмели да го префари тој проблем од политичкиот на правниот терен. Сега што кажа за Иванов, значи може тоа да се случи, али за жал сега не дај Боже ќе
ќе има многу лоша слика на меѓународната сцена. Замислете сега ситуација Заев ќе прати писмо, како што најави, до сите земји членки на Обединетите нации дека го менуваме името. Од друга страна сега па Иванов може да прати допис до истите земји да каже дека не го менуваме името, тој меѓународен договор е ништовен според меѓународното право. И сега замислете, два органи од иста држава испраќаат две различни писма и тоа земјата ќе биде ќе најде една бламажа, еден голем срам во Чуте, поранешен премиер, медиатор Робин Онил, сеќавате и двајцата и јавноста, 10 години наназад, во континуитет, 12 години, од 2006 тој постојано спомнува почитувани политичари во Македонија. Прекинете со разговори, да не речем преговори, обратите се до Обединетите нации. И сега за актуелниот момент, значи Иванов, што ви так народски кажано срам, не срам, значи мора да го направи тоа. Ово е спремен да ги извести Обединетите нации дека менуваме име врз основа на нелегален меѓународен договор кој што ништовен според меѓународното право. Заев ќе му се спомогне. Кој што ништовен и затоа треба Иванов може и да ги извести и Иванов има многу силен инструмент, најави да се нема дека нема да подлегне на притисок, дека нема да го потпише ратификацијниот документ. Закон за ратификација дека нема да го потпише указот и тоа во таков случај не може тој закон за ратификација да влезе во сила. И да се надеваме дека Иванов ќе се остане на ставот. Со Станковски има ли шанса да се случи тоа? Видете, со тоа да му се помогне и на Заев? Видете, ова е изнуден потез, затоа што нивните преговарања беа дискретни, премногу, беа конспиративни, затворени и не ги информира другите структури што ја чинат политичката сцена во Македонија, како опозицијата и председателот Иванов, но и народот. Под некакво образложение дека ако кажат нешто, што ќе отиде јабана, така? Како ако тој е добар предлог, ако е добар правец, зашто некој би го компромитирал тој тип на договор или преговарање? Но во случајов имаме, како што велат вашите колеги, еден шверцерски начин на подметнување на кукавичко јајце и ставени сме пред свршен чин. Што значи би се служил тука со господинот Бачев 100% дека господинот Иванов мора да ги пресретне нивните дописи до тие 137 земји што не признале. Вие знаете ли што значи ова е работа од 27 години? Да изградите пријателски односи со 137 земји и одеднаш 5 милиарди народ. Доваѓаат некои аривисти кои блага врска немаат од политика, од дипломатија, од било што и го рушат и таа конструкција ја рушат. Потоа се добива еден доим дека прво скепса и недоверба и доим дека вие сте крајно несериозни. Потоа ќе биде многу потешко да се изградат тие релации со тие држави. Спадне дека сме некоја кловна држава, некоја зафриканска држава. И затоа час побрзо треба председателот Иванов да му стави крај на ова, поготово да ги информира сите тие земји дека имаме криза, дека имаме узурпација на власта и дека ова што се преговара не е уставно, Спротивно на меѓународното право. Спротивно на меѓународното право и он тука става еден вид вето на тоа отпризнавање на тие држави. Значи се иде во една страотна штета. И тоа веројатно грците го предвиделе и го темпирале, за да ги срушат сите тие позиции и после сакале неќеле ние да мораме да идеме во тој правец. Значи не признаени од светот или признаени ко Северно Македонија одма не ставаат пред свршен чин. Но тоа е велепредавство од колосални размери. Значи, таков тип на уништување на една работа во која се дала цела една држава и цела една дипломатија и многу интелектуални сили, така да постигнат нешто. Што значи дека работата доаѓа до некој пароксизам, до некоја опасна ситуација, до нелогична ситуација. Веројатно треба да се предизвика и парламентарна криза. Верувам дека сега треба да се удри во сите барабани и да се тргне... Тоа е безобразлук невиден. Безобразлук невиден, значи за некоја неизвестна околност менуваш се живо. Ајде да се толку безобразни да му кажат Дворец Заев се живо менуваш од утре си член на Европска унија. А они му викат во некој догледно време ќе стане членка, а менува се живо. Точно така. Тоа ја уништува држава. Ја уништува државата за некој неизвестен факт, неизвестна околност. Тој од Европска унија вика Јункер некаде 2025-та, 2030 година можеби. А дали ќе опстои и дали ќе опстане да? А овој се живо менува. Благодарам многу што бевте вечера мои гости и гости на телевизија
телевизија Нова во отвореното студио. Ви посакам добро здравје и успех во работата и ви очекувам наскоро повторно некој од нашите изданија. Благодариме на това. Вам, почитувани, благодарам за вниманието. Се договорив со екипата на телевизија Нова и уредничкиот тим. Ние подготвуваме една емисија 1821 на телевизија Sky, че емитуваме во текот на деновиве што престојат. Вистината за Македонија и како грците го гледат сето ова. Верувам дека на вас останат коментарите. Ви посакам добро здравје и расположение во овие денови, сатови, часови што изминуваат. И се гледаме наредната недела, че имаме 2 изданија, а до тогаш пријатна вечер.